Честит 8 септември, денот на независноста на Македонија. Годинава е јубилеј на 25 години самостојност. На 8 септември 1991 година мнозинство од граѓаните 95% позитивно одговорија на референдумското прашање дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во иден сојуз на суверени држави на Југославија. Почитувани, добро вечер во емисијата посветена токму на 25 годишнината. Стојан Андов, Петар Гошев и Лјупчо Ѓоргиевски се само тројца од многуте политички фигури на таа македонска демократска пролет. 25 години подосна, од дистанца со пресек на состојбите од 91-та до 2016-та. Многу сведоштва, повеќе приказни, различни вистини. Јас сум Мишко Јованов. Ве поканувам да останете со 24 вести и да ја проследите емисијата посветена токму на 25 годишнината од независноста. Останете со нас. Дозволете вечерва да ви честитам на вас сите и на сите граѓани и граѓанки на Македонија. Слободна, суверена и самостојна Македонија. Согледувајќи ја состојбата во Југославија, првиот повеќе партиски македонски парламент ја усвои декларацијата за независност на 25 јануари 1991 година, пошто следуваше одлуката за распишување на референдум на 8 септември 1991 година. Беше ли подготвена Македонија пред 90-тите за самостојност? Ниту една република не беше подготвена да профункционира како самостојна држава во тој период, не само Македонија. Меѓутоа, инерцијата на настаните турка во таа насока, демагогијата, различните интереси, рушењето на столбовите кои што ја одржуваат таа заедница, заедно, Тито, војската и еднопартискиот систем, и на она што се случуваше во останатиот дел од социјалистичките држави, светот на социјализмот, едноставно турка во тој правец. И системот да биде напуштен, комплетно, бидејќи тој колабираше, речи си секој ден, немаше витални сокови, и истовремено силите на дезинтеграцијата јакнеа, немаше лидери силни во тоа време во Југославија, што можат да го попречат тој процес на дезинтеграција, и не само да го попречат процесот на дезинтеграција, туку и да придонесат, ако веќе мора да има дезинтеграција, таа дезинтеграција да се случи на еден цивилизиран начин, без она што потоа се случуваше со сите жртви. Така што не може да се каже дека Македонија беше подготвена, многу луѓе не беа свесни дека тоа мора да се случи. Некој се разбира, делови, слоеви го сакаат тоа, но мислам дека тоа беа во малцинство, тие луѓе. А некои луѓе пак се плашеа од самостојноста што ни се туркаше враце, што историските околности ни ја туркаа враце, да конституираме, да формираме конечно самостојна Република Македонија со сите атрибути што ја карактеризираат една држава. Кај нас беше многу опасно ако нема референдум, а прогласиме независност само со одлука со тоа што парламентот ќе донесе одреден број закони за раздружување, како се викаше тоа носеше опасност војската сигурно да интервенира и да ја симне власта овде. И да спречи прогласување на независност. Тогашната војска ја на
ние моравме да избегнеме интервенција на војската. Можеше да се да интервенира ако пакетот што го предложи владата на Клюсев, закони за раздружување, собранието го усвоеше. Околу тоа, прво Клюсев го предложи. Он со некој предлог дојда тие закони. А друго, Киро се колебаше. Не беше начисто. Дали може или не може тоа. Тука интервенира една група високи југословенски функционери, генерали, побарале средба, без јас да знам, со Глигоров. Таа средба се одржа во вилата на Водно, во една мала сала. И бидејќи председавав со седницата на собранието, ги разгледувавме тие 4-5 закони колку беа за раздружување. Ми донесоа ливче службите дека ја треба да идам горе кај председател на Републиката, тој ме моли да дојдам таму, има некоја важна работа, не знае што е. Отидов таму, гледам, се собрале тие офицери, генерали, и кога влегов, Глигоров им рече, чекајте сега, тоа се одлучува во собранието, он е прв човек на собранието, ќе ви објасни. Што ќе им објасним, ја си реков, предлогот на владата е да се раздружи Македонија со законите што ќе го усвои собранието. И кажаа после сите генерали, скоро сите зедоа збор. Кажаа ништо тие не можат да направат. Ако нема референдум, тоест ако без референдум одлучи собранието само за да се раздружи Република Македонија, че има интервенција на војската и ќе биде спречено осамостојувањето. Се разбира, ќе биде разбркани парламент и влада, ќе биде се истерано и така натаму. И тоа доста ништо не можат. Генерали се у југословенската армија, ама не може да спречат интервенција. И јас реков и толку е, ја што можам да кажам. Собранието одлучува, ќе видиме како ќе одат работите во собранието. И излего, бидејќи дадов пауза у седницата да не ме чека долго. Тогаш излезе Киро со мене и ми вика, Стојан, ова е многу опасна работа. Му кажав, така е. Почеток е така, туку ти кажи му на Клюсев, грубо му реков, ти го доведе, ти сега нека тебе послуша, да си ги повлече законите. Ама вика, не, че Клюсев таму има многу се агресивни, го поддржуваат тоа решение и има, почна да ми ги броje, вака, така, овде. И викам, ако Клюсев нече, викни го овде, нека му каже на генералите и они нему да му кажат. Да види како стоат работите и какви се оценките. И јас си отидов. И беше на пауза. Киро Поповски председаваше, подпредседателот, додека јас бев одсутен, ми кажа, он ти пауза, ама веќе вика треба да го свикаме собранието на седница и сте вратите. Да. И јас отоку да им звонам, ми дојде шефот на... Не може еден саат од кога излегов од кај Киро. Шефот на кабинетот ми донесе лист писмо од Глюсевот и ги повлече. Ги повлекува тие закони. Тоа фактички овозможи, отвори вратата да може, патот го отвори да ние можеме да имаме референдум. Неколку дена потоа, едно 5-6 дена, на 6 август ги донесовме тие одлуката за распишување на референдумот. Можем да кажем дека денеска никој од Македонија не може да си придави некој големо значење дека е многу голем фактор во расторањето на Југославија, затоа што тој процес тргна од Србија, потоа го презема словенците и хрватите, и така да речеме дојдоа до тие првите конфронтации. Она што мене во тоа време ме затече беше, значи токму едно можеби време кога младоста се поклопи со едно таква транзиционо време, односно една катастрофичност на општата југословенска состојба. И
почна да ме иритира како тоа во сите држави се создаваат идеи за самостојност. Во Србија немаше идеја за самостојност, меѓутоа имаше идеја за узурпација на цела Југославија. А во Македонија ништо не се случува. Во таа насока јас можам да кажам дека видов некаква светлина во името на Петар Гошев, кој во тоа време направи некој чекор кој беше невообичаен од стандардот на сите други македонски политичари, мало спротивставување на српската политика, меѓутоа и тоа беше некоја политика, чекор напред па еден назад, чекор напред па еден назад, и сето тоа мене ми изгледаше многу бавно, многу полека во целата таа насока, затоа што времето многу брзо одеше со брзо темпо. И така прво се обидов тие идеи да ги промовирам во МАК и не смееме да забораваме дека денеска кога некои се обидуваат да дадат друга слика на историјата на ВМРО ДПМН, идејата за самостојна Македонија, за војска, за пари, јас се практично промовирав на Генералното собрание на МАК, кога после тоа бев и кооптиран во кралството на МАК, меѓутоа после тоа ништо не се случи во МАК и бев принуден со група истомисленици да ја направиме ВМРО ДПМН. Така што, можам да кажам дека младоста, големата енергија, големата љубов према Македонија, фактот дека постарите политичари ништо не прават на тој план, идејата беше да бидеме практично ние, да бидеме една провокација за да ги терам другите политичари да одат во таа насока. А резултатите од првите избори кажа нешто друго. Не само што бевме провокација, туку станавме и мејнстрим политичка партија. Да, Георгиевски зборуваше подиректно за самостојна држава. Јас во принцип не го преферирав растурањето на Југославија, но реформите да, но истовремено јас говорев дека не може да има Југославија без една република. Ако една република ја напушти Југославија, а јасно беше дека нема да биде само една ако тргне тој процес, дека во она што би било скратена федерација, Македонија не треба да остане. Затоа што во тој остаток го имавме на дело човекот кој што сакаше да ги стави под контрола сите други, да ги подреди на интересите на српскиот народ. Или на своите амбиции да биде некој нов Тито, тоа е Слободан Милошевиќ. Значи, таа опција за Македонија сметав дека не е добра. Не е добро една да замине, а бидејќи хрватите веднаш ќе го направи истиот чекор како словенците. Тоа беше јасно и тоа се случи всушност. И јас сметав дека во тој случај нема Југославија. А сметав и дека не може Југославија да биде направена врз принципите или разбирањето на федерална држава, какво што доаѓаше од кругот на српското раководство или лично од Слободан Милошевиќ. Бидејќи неговата формула беше сакал модерна федерација. На прашањето што е тоа модерна федерација? Модерна федерација е еден човек, еден глас. По 22 милиона југословени, жители на Југославија во тоа време, 12 милиона беа срби. И тој сакаше да надгласува републики и покрајини, нации да надгласува, таков систем да биде новиот федерален систем на Југославија. Што не беше возможно. Тоа беше желба за хегемонија на мнозинството срби во Југославија и тоа беше едноставно концепт кој што не води сметка за виталните интереси на одделните нации. И дека не може да постои таква Југославија, така замислена како што тој човек ја замислуваше. Впечаток е, господине Гошев, дека немаше никаква кампања, дека народот не се освестуваше, дека ние практично стануваме самостојна држава, дека ова е трети илен ден. Ние чинам дека и 25 години подоста како да не сме освестени дека што значи ова парче, што го имаме. Па тоа беше чудно и за мене, морам да кажам, бидејќи ситуацијата за мене
мислам и за некои други луѓе, беше јасна дека нема повраток на Југославија повеќе. Но дел од тогашните раководители не беа со расчистено прашање, со расчистени ставови во врска со тоа. И тие одолговлекуваа. Се хиперболизираа две прашања. Или изнаоѓаа проблеми таму каде што де факто ги немаше. Или не можеа да бидат толкави за да го попречат процесот на осамостојување на Република Македонија. Првото беше дека ако ние тргнеме порано и јасно во самостојувањето, ќе има интервенција надворешна врз Македонија. Тој став никогаш не сум го делил. Затоа што немаше услови за било каква интервенција од надвор. Тоа беше заплашување? Заплашување. Иако тоа се хиперболизираше, се разбереш, имаше приказки Милошевиќ со, не знам, Мицотакис разговарал за наводно за делба на Македонија и така, но немаше никакви историски услови, ниту меѓународен контекст да тоа може некој да го направи во тоа време. Но тоа прашање се користеше и мислам дека се злоупотребуваше. И има луѓе што таа теза и денес ќе ја бранат, и нека ја бранат, но моето мислење е поинакво дека со тоа. Милошевиќ И истовремено имаше за жал во највисокиот врв луѓе кои што мислеа дека македонците се со таква папочна врска врзани за Југославија, добар дел, и заради мултиетничкиот карактер, дека нема да има доволен број на луѓе што ќе гласаат за самостојна Македонија. И тоа беше, мислам, дека голема грешка, или би, може би, замена на сопствената несигурност и поинаква желба со прифаќање на таков став по вид на изговор. Ние денес и прашањето, дури господин Негошев, како го видиме, дали сте за самостојна Македонија, не завршува овде. Дали сте за самостојна Македонија со можност да, како беше? Тоа беше голема дискусија околу тоа прашање. Составувачите на тоа прашање се познати и пак велам ќе го бранат некои луѓе тоа. Тоа мислам дека немаше никаква потреба до давката. Затоа што прво немаше подготовка долго време. Со право да стапи во еден сојуз. Прво немаше доволна подготовка на луѓето да им се објасни дека цело раководство смета дека треба да се оди во тој правец. Се чекаше, се одолговлекуваше и така натаму. Кажете ми колку УДБА комуваше на независноста на Македонија или зависноста кон Југославија? Па види сега, УДБА ја превзеде, југославските УДБА ја превзеде Милошевиќ негде тоа време, ама и пред тоа Грачанин беше министер за внатрешни работи во владата на Анте Марковиќ. Петар Грачанин, генерал полковник. Тој е основач на КОС, на контраобавештајната служба, контраразузнавачката служба на југославската армија. И таа и УДБА не доаѓа у суд, си ги преплетуваа надлежностите и нас ни се деси тогаш, но 2 недели пред овие драматични состојби, или 3, во Македонија, на ниво на Република, дали ќе има или нема да има референдум, наеднаш еден ден слушам на радио, во Штип, се спуштил со хеликоптер Петар Грачанин, сојузниот министер за внатрешни работи и некогашниот основач и командант, шеф на КОС. И нормално јас го прашав Глигоров дали он го канил, кој го канил овој да дојде тука. И он не знаеше кој го канил. Барем така мене ми рече. Го праша Клюсев, после ме вика и Клюсев не знаел. Па како викам дошол овде, па домаќин му бил Мијалков, Јордан Мијалков. И таму
има шоу некој на Мијалков, вака, така, ова, она, меѓутоа, председателите тогаш на општините таму, Свети Николе, Радовиш, Штип, Кочани, тој регион, ги свикале на состанок со Јовица Станишиć. Тој беше на југословенската удба. И тој ними ми кажувал, ти, барем како мене што ми пренесува, ти сите ми кажа, тие председателите на општините. Одвоено секој си кажа. Оти многу е опасно во Македонија, има тенденција кон истапување од Југославија, тоа не може да се направи, мора да се спречи и така натаму и така натаму. Па имаше некои работи кај нас што се случува, повеќето од Мијалков, кој можеше да се дава, тоа даваше на знаење дека имат намера да го спречат референдумот. Да кажеме, негде втората половина на август, едно 12 или 15 дена пред референдумот, кај мене у канцеларијата влегоа не најавени Мијалков и Клюсев. И чекам да видам што ќе кажат. Наеднаш Мијалков станал со една голема ташна. Ја отвори ташната, извади автомат и ми го упери у граѓите. И јас станав. И ми вика, јас тебе те апсам. И ја му викам, чека бе, ти знаеш ли кај си дошол? Шо си ти, терорист ли, шо си? Како ти можеш да апсиш? Воопшто ти никој не може да го апсиш. Ти си министер. Ти можеш на некого да му наредиш некого да го апси. Не смееш ти да апсиш, тоа тебе не ти е со законото властување. Ти тоа не го работиш. Друго, со оружје си влегол ти кај мене овде. Сега на обезбедењето ќе му јавам да ве приведат вас двајцата. А ти премиеру му викам, му чуваш леđа, грбот му го чуваш на овој насилник овде. Марш да ве нема од тука. Стана и си отидо. Никола прво му рече нему, Јордан, најде. И он си ја собра пушката, си ја стави у ташата и си отидо. Зашто сакаше да го опси? Ако ме уапсиш, не може да има референдум. За тоа че се збореше, кој знае што ќе станеше? Че беа општи трки. Тоа беше еден обид да се направи каша во Македонија. Ако ја прифатив такви работи, ги избркав. Удба играше големо влијание во смисла на тоа што го зборувавме за плашување на луѓето дека што ја знам Србија и Грција ќе ја делат Македонија. Удба влијаеше на изборниот резултат, тоа знам сигурно, бидејќи тогаш бев председател и имав информации од луѓе од внатрешни и имав информации кои со кого се среќаа во тоа време. И исто така во кои партии политички тие влегоа или тие ги иницираа да се формираат во тоа време, затоа што пред почетокот на изборите јас добив од таму директна понуда од највисокото раководство да се вклучат, да помогнат во победата на мојата партија, на која што бев председател. И јас се разбира ги одбив и ги пратив таму кај што им е местото. Тоа за нив беше сигнал дека ова не е нивна опција и дека они можеби ќе настрадаат во некакви смени во подоцнешниот период, што исто така не беше не беше важно прашање. Липчо Георгиевски во наводници посвоено дете на удба. Да. Знаете, има многу спекулации околу тоа прашање и јас морам да ви кажам дека и јас многу не сум на чисто со многу луѓе и со можеби некој што некој форсирал. Таа теза дека ВМРО-ДПМН е структура на удба и можете да најдете и тука. Гледам во Бугарија и книга напишаа на таа тема дека ВМРО-ДПМН е била структура на удба. Јас можам следново да ја го кажам. Никогаш
не сум бил во допир со никој човек на УДБА и еве со сите тие илустрации, ако гледате, ние навивавме илустрацијата до крај, меѓутоа во друг правец, не во тој правец кој што сега го тераа овие. Значи, јас се сомневам во многу луѓе дека беа соработници на УДБА, значи од раководството, од многу познати имиња на ВМРО ДПМН, тоа старото ВМРО ДПМН, и сметав дека преку таа илустрација ќе успееме нешто да истераме на виделина, меѓутоа, како што видовте, немаше ни еден актуелен представник на ВМРО ДПМН кој беше илустриран. Така што ова ВМРО ДПМН очигледно свесно заштити дел од таа структура. Значи, апсолутно сметам дека преку одредени структури, преку одредени луѓе во нашето раководство УДБА имала контрола што се случува во нашата политичка партија и можеби во многу постапки имала и влијание во многу чекори. Меѓутоа, она што можам да го кажам, јас за мене дека со една 100% гарација дека никогаш немало никаков обид ниту за врбување, ниту пак за соработка. И идејата сум ја терал во најголема чистина што може да биде. И може би беше таа енергија која практично и ја потоа ја создаде самостојна Македонија, потоа и ВМРО ДПМН го донесе до власт, затоа што очигледно тие никогаш не можеа да сватат колку таа храброст што ја се промовира во тоа време може да биде големо. Колку не се плашам од никој, колку одам со жестокост идејата да ја оствариме. И мислам дека, предпоставам како што минуваше времето и во самата таа УДБА тука во Македонија, некои луѓе се свестили дека сепак Македонија треба да биде и самостојна држава и дека нема бегање од тој правец. Така што тој дел останува да се доистражи. Мислам дека во архивите треба да има документи и јас исто така сметам дека такви структури постоја во нашата партија. Бевте неискусни околу политичките игри. Чинам дека дедо Михаил требаше да биде првиот човек на државата или и тоа е само дел од... Не, значи, јас можам да кажам дека колку што имавме јасна и силна енергија во делот на политичките игри и интриги, бевме неискусни и практично ние бевме жртва на тие интриги. Јас сметам дека може би СДСМ во тоа време само може да смета дека направил некои игри, меѓутоа на крај губеше Македонија и губеше во квалитет. Може би најидеалната форма беше таа што ја замисливме на почетокот, да биде тоа една голема коалиција во која ќе влезат сите политички партии, затоа што тоа беше најодговорно. СДСМ ја изигра во тоа време на неколку пати таа опција и на крајот доби некаква власт, меѓутоа сметам дека ја уназади Македонија во многу правци. Она што тука имаше неколку серија на игри. Прво ќе ве потсетам дека беше онаа комбинација, нели, еве, и тоа само зборува колку сме сакале ние да успееме. Таа прва комбинација, сите политички партии да влезат во власта, значи ПДП да добие не се сеќавам 2 или 3 министри, либералите да го добијат председателот на собранието господин Стојан Андов, а Социјалдемократскиот сојуз да го добие премиерското место, а ВМРО ДПМН во тоа време да го добие подпредседателското место, нели, подпредседател на председателот, и Кобајаги председателското. Велам Кобајаги затоа што во тоа време ми пласираа на идеја да дојде архиепископот на дедо Михаил на чело за председател на Македонија. Меѓутоа, како што сватив подоцна, тоа повторно била игра меѓу се сеќавам многу добро, меѓу директорот на Мисла Божин Павловски и академик и нели во договор со Петар Гошев, како да го изиграат ВМРО ДПМН. Во секој случај мене таа идеја ми се допадна и јас ја прифатив, значи дедо Михаил не беше член на ВМРО во тоа време, он си беше архиепископ, нели? Меѓутоа, потоа му се случи внатрешен пуч на Гошев, кога нели рекоа Киро Григоров по секоја цена треба да биде председател. Потоа имаше нови игри кога требаше да се бире, ајде повторно го сменивме договорот, премиер требаше да биде од
ВМРО ДПМН, јас ќе ви подсетам на една ситуација што многу малку денеска се спомнува во Македонија. Кога Киро Глигоров стана председател на Македонија, требаше да го даде мандатот на кандидатот ВМРО ДПМН. Ние дадовме еден кандидат, па после 4 кандидати и Киро Глигоров надвор од уставот на Република Македонија, каде што јасно пишуваше дека председателот го дава мандатот на најголемата политичка партија, 2 месеца не го даваше мандатот на еден кандидат официјален од ВМРО ДПМН. Значи 2 месеци Македонија беше блокирана, значи во она состојба кога Југославија се распаѓа и на крајот излезе со негово решение господинот Клјусев. Мене ми е жал зашто некои манипулираат денеска со македонската јавност. Клјусев не беше кандидат на ВМРО ДПМН. Тој стана член на ВМРО ДПМН негде пред изборите 98 година. Клјусев во тоа време си беше човек на Киро Глигоров, кој функцијата премиер буквално извршуваше како, сега може би зборот послушник е многу тежок, ама буквално значи како нели да е само поставен од Киро Глигоров. Неговата реакција дојде од нели подоцна кога СДСМ го направи ударот против него и неговата промена и почна една еволуција кон ВМРО ДПМН. Меѓутоа во тоа време за наш Клјусев беше човек на Киро Глигоров. Не знам зашто сега вие ги прават тој фалсификати. 8 септември. Овој празник ја означува сувереноста, независноста и самостојноста на Македонија и македонскиот народ. Неограничени разговори и СМС кон сите мрежи, плюс 4 гигабајти интернет за само 599 денари месечно, цела година, само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Кога ти недостасува ладовина и кога ти недостасува сонце. Кога ти треба концентрација и кога имаш се. Имаме витамини за секаква пригода, баш за секаква. Цедевита. Што ми треба? Што ми треба баш во моментов? Ми требаат сите мои пријатели од Twitter, Facebook, Instagram, сите. Девојка за него, а и за мене. Ми треба продолжен викенд со пријателите. Нешто ново, нешто што ми одговара. Ми треба цело време да сум на интернет. Добар разговор. Тоа ми треба. Повеќе време да бидам со семејството. И да сме секогаш заедно. Тоа што ни треба. VIP Mobile Promo. Неограничени разговори и СМС кон сите мрежи. Плюс 4 гигабајти интернет за само 599 денари месечно, цела година. Заедно со Samsung Galaxy за 169 денари месечно. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Нашите животи се исполнети со моменти. На некои од нив се сеќаваме со задоволство. На некои баш и не. Ама тие се дел од нас. Дел од нашите животи. Без разлика каде сме. Со кого сме, заедничките моменти се единствени. Едноставно живееме заедно, споделуваме. Го правиме вашиот живот поудобен. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате. Неограничени разговори и СМС кон сите мрежи, плюс 4 гигабајти интернет за само 599 денари месечно, цела година, само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Сега подсетете ме, кампањи се организира околу будење на свесноста, луѓе ќе имаме своја држава, како сега што правиме, можеби не во таа мера. Значи, пред 8 септември имаше една дискусија од која дискусија некои политичари сакаат да извлечат некои бенефиции, инаку што беше дискусијата? Дали Македонија треба прво да прогласи декларација на независност во парламентот, па после да се оди на референдум, или прво да се оди на референдум, па да се прогласи декларација за независност. Во Словенија беше прво прогласена декларација за независност, па после се одеше на референдум. И тоа беше концептот што, односно, во Македонија имаше многу малку идеи за самостојна и независна Македонија и ВМРО ДПМН во тоа време ги форсираше темите, така што ние ја поднесовме првата декларација за самостојност, првата иницијатива за промена на уставот и се она што значеше нешто прво, ние го поднесувавме во парламентот. Тогаш од страна на левицата
се наметна тема не прво декларација, туку прво референдум, и тука имаше малку една дискусија, затоа што кај нас имаше еден страв како ќе одиме на референдум кога левицата во тоа време се уште се немаше изјаснето сака ли самостојна Македонија или не сака самостојна. И ние го условувавме тоа со да има кампања за референдум. Така што од кога се распише референдум имаше кампања, таа не беше толку јака како што требаше да биде, значи имаше иницијатива, значи се одеше по градовете, јас сум одел како подпредседател. Не сите политички партии беа максимално вклучени во тој референдум, меѓутоа веќе сите на некој начин почнаа да зборуваат дека го подржуваат референдумот. Последните неколку дена пред референдумот, тогаш се вклучи државното руководство да им објасни луѓето дека треба да гласаат за самостојна Македонија и така натаму. И зошто? И вие одете низ Македонија? Па одев, јас да ја објасните на луѓето што значи. Јас бев на 4 настани, на 4 собери на граѓани бев. И кога влегов во салата, јас не велев добро вечер, велев дали има овде некој што не е за самостојна држава. И имаше стоечки овации на тоа. Вие не бевте на прославата на плоштадот? На плоштадот не бев, на плоштадот не се одлучуваше ништо. Се беше веќе одлучено. Таму не се решава, само се пиеше шампањско. А такви свадбански приредби не посетувам. А друго и излезе, јас бев во Кавадарци во Дојран, па не учествував, излезе дека добро е што не сум бил на тој митинг, на таа сцена таму, не ме личеше мене таму. Речи, сите тие што се сликаат таму на референдумот, на тој митингот за референдум, беа против референдумот. Клюсев, Љупчо Георгиевски, он беше. И он, не ли беше? Беше. Беше против референдумот. Како бил Георгиевски против референдумот? Беше против референдумот. Он така и дискутираше во собрание. Беше против референдумот, да. Нему може да му сметаше оној додатокот за Југославија, што знам. Ама беше против референдум. Против референдум беше Наумов, Клюсев, Блаже Ристовски, сите тие беа за друго решение, да одиме, да се отцепиме со одлука на собранието, не на референдум на народ. Така да, и добро е што не сум бил таму, не припаѓам на тоа друштво. На бината беше и Љупчо Георгиевски, тогаш. На плоштадот Јосип Брз Тито, кој подоцна стана Македонија, тоа е овде до нас. Па, бев, иако на многу снимки видам денеска ме сеќа. Затоа ви прашам. На многу од тего ја даваат, нели, ме немам. Мислам, наистина, еве, ги повикувам така повозрастните луѓе, ако се доволно честни пред самите себе, нека се подсетат во таа 90-91 година кој единствено зборуваше во Македонија за самостојна и независна Македонија. Јас можам да ја кажам дека тоа беа барем 2 до 3 години кога за самостојна и независна Македонија зборуваше само еден човек во Македонија. Не верувам дека многу други политичари исто така не ја посекувале. Најверојатно, ако не ја посекувале самостојноста, еден човек немал да ја направи самостојна Македонија. Меѓутоа, си велеле чека некој друг да ја заврши работата, нека некој друг ги крши зидовите и нека ги собира негативните дивиденти на својот грб. 25 години подоцна, Македонија преживува тешка политичка криза. Како да излеземе од кризата? Како? Ако земе вака сите балкански земји минувале низ некои кризи, и тоа многу тешки политички кризи. Не само ние. Тоа ја слуша и со Албанија, и со Србија, и со Бугарија, па и со Грција и така натаму. Главно е да има излез. А за тоа е потребно да се знае што се сака. И мислам оти нашиот народ сепак знае што се сака. Знае дека е основа да се сочуваме оваа земја, и Македонија да се ја зацврсти својата меѓународна позиција. Да стане земја која ја прифаќат сите од регионот, сите соседи, дека таа не е ајдук земја која треба да ги растуре односите на Балканот, туку конструктор земја
која граде односи, која има способност да ги гради тие односи. И на тој начин да си завземе позиција, своето место и во поширок аспект, да речеме, во НАТО и во ЕУ. Тоа е изизот за Македонија и само тоа дава стабилност и сигурност на државата. Без тие работи, се друго е проблематично. 25 години после самостојноста на Македонија, мислам дека Македонија има две крупни фалинки според тоа што можам да го јас изанализирам. Првата е недостаток на македонска државотворност. Значи, сега зборувам за сите граѓани на Македонија, значи и тука ги вклучувам и малцинствата, нели? Меѓутоа и самите македонци. Значи, 25 години после самостојна независна Македонија не успеевме да изградиме еден столб, нели? Тоа е самостојна независна Македонија, а внатре, нели, никој не може да му забрани некој дали е албанец, дали е влав, дали е србин или македонец. Меѓутоа сите тие треба да се борат и да чувствуваат Македонија како своја. Таа државотворност, мислам дека многу малку се гледа во Република Македонија преку градење на еден свој културен, државотворен идентитет. Тоа, за жал, го нема денеска во Македонија. И вториот проблем кој може би на некој начин врзан со првиот, или ако и може да се гледа сепаратно, тоа е недостаток на демократски капацитет. Значи, имам чувство дека македонските граѓани како целина, значи, практично немаат, сега зборувам, нели, прво се одговорни елитите, нели, политички, новинарски, интелектуални, нели, академски структури, а потоа, нели, тоа допира и до секој граѓанин, затоа што на крајот и граѓанинот е гласач за нешто. Значи, ние 25 години не успеавме да изградиме чувство што значи да се има демократија во државата. Можам да бидам горд што во тој период 98-2002 година успеавме да воспоставиме некакви принципи на демократија и ако го гледате тие 25 години без конкуренција, тие 4 години се најубавите години на демократијата, меѓутоа тоа ништо не ни значи денеска, кога гледам дека луѓето не се свесни што значи демократија. Ние едноставно, за жал, денеска можеме да констатираме дека во последните 5 години од комунизмот имаше повеќе демократија во Македонија отколку во последните 10 години од демократијата. Нешто тешко ни оди со демократското разбирање на принципите и на правилата. Очигледно, а јас тоа го велам, за да демократија се гради од демократи. Значи, Македонија има многу малку демократи во оние што треба да бидат лидери. Не зборувам за 20 лидери, зборувам за 100 лидери на општеството. Очигледно нешто тука немаме расчистено со основите на демократијата. Ние сме денеска во рамките на една тоталитарна матрица. Имаме едно неналудничево, може да се каже лудо раководство во Република Македонија. Имаме правен апартхејд. Можеме така да ја дефинираме денес ситуацијата во Република Македонија, зашто за една група не важат законите, прават што сакат, заграбуваат се што сакаат, за другите нема ништо од тоа и има арбитрарни санкции од сите видови. Од присила, незаконска, до ограбувања, ограничување на слободите. Денеска имаме едноставно растурена држава. Ние денеска немаме систем, ние немаме денес институции. Денес имаме наметната волја на еден човек со мали интелектуални капацитети, со речиси никакво образование. И токму поради тоа нашата срамота е огромна, што ние тоа не можеме толку време да го победиме, да го отстраниме и Македонија да се врати на некои нормални патеки.
25 години просечниот раст се движи едва до 1 реалниот. До 1,5. Тоа е страшно ниско за нашите економски и социјални проблеми, нашата висока стапка на невработеност и така натаму. Затоа што цело време имаме недоволно оспособени институции, партизирани институции, сега е кулминацијата на тоа. Имаме комплетен спој, поголем, за жал, од спојот партија-држава во еднопартискиот систем, отколку сега. Сега имаме невидено поголемо сраснување и мешање на она што е партија и што е институција. Всушност не постои државна институција. Постои само партиски тела и поединци од владеачката партија кои што одлучуваат за се. Комплетно се руинирани институциите. Буквален политичко-правен апартеид има во Република Македонија. И во таа ситуација нормално е ова што ни се случува. Корупцијата еруптира планетарно, нееднаквоста се рашири планетарно. Ние сме во овој момент земја со највисока нееднаквост во Европа, кое што се приклучи кон клубот на земји со социјална нееднаквост, кои што се карактеристични за Африка, за Јужна Америка. Тоа е страотно. И тој систем не може да се одржи. А имаме внатрешна ранливост од мултиетничка природа, која што континуирано се злоупотребува, како што се злоупотребуваше во времето на распаѓањето на Југославија. Тој беше факторот на растурање на Југославија. Сега тој фактор е пренесен од овие лажни патриоти во доменот на Република Македонија, затоа што Југославија беше од повеќе нации, во Македонија има исто повеќе етнички заедници, и вие ако сакате постојано да играте со таа тема, наместо да ја зголемувате интеграцијата, ја зголемувате дезинтеграцијата, постојано можете да потпалувате пожари за конфликт. Има многу поводливи луѓе кон такви решенија и активности. И од секој аспект нашава ситуација е се полоша и полоша, подкопане се, морам да кажам, темелите на опстанокот на Република Македонија. Овој тренд, ако продолжи, не може да го издржи Македонија. И кога вака ја поставувате диагнозата, мене не ми е совршено ме е јасно зашто луѓето повеќе ја сакаат Југославија од дистанца. Апсолутно. Прво има поголема социјална сигурност, неспоредлива. Додека траеше. Друго, разликите беа мали, не се развиваше чувството на толкава на ценетост и подценетост. Ако нешто не иде во Скопје, ќе се жалиш во Белград? Не за жалбите. Луѓето не се чувствуваат толку нееднакви. Луѓето не чувствуваат дека системот е толку нефер. Затоа што една држава може да опстане ако луѓето чувствуваат дека системот е фер. Раздава фер резултати. Никој не мисли дека сите треба да имаат исто. Има многу истражувања на психолози на таа тема, но луѓето во еден момент велат дека ова е апсолутно понижувачки. Ова е апсолутно нефер. И ние имаме сега таа ситуација во Република Македонија, но за жал се уште ја немаме акцијата на тие сите што се чувствуваат така да биде променето тоа. Затоа сакам да прашам кратко за крај. Оптимист сте? Па сакам да верувам дека ќе собереме сили да ја надминеме оваа криза. Но морам да кажам, има многу дембели, има многу неморални луѓе, има многу демагози, има многу луѓе што не ги заслужуваат привилегиите што ги имаат. Има многу луѓе кои што мислат дека ова што е овде не се повикани, тоа они да учествуваат во неговото подобрување и исправање.
Тие се само задоволни, тие грицкаат од она што го имаат, што се укотвиле на некои места во земјата, немаат никаква трансцендентна идеја, желба, нешто да се прави. Тие луѓе, Ниче ги нарекува последните луѓе, и таков тип на последни луѓе, за жал, има многу во Македонија, и од тие зајават се сега наредниве престојниве избори. Дали ќе мрднат од својата фотелја, дали ќе излезат надвор од собата во која што го гледаат телевизорот, дали ќе излезат од дискусијата во тоалет кога си шепотат со некој таму дека работиве не се добри, наместо таму да излезат, да кажат, надвор и да се вклучат. Значи, од тоа ќе зависи што ќе се случи сега, доколку се случат овие избори на 11 или декември или во декември. Ако до тогаш монструмот што е Турка Македонија кон распаѓање не смисли некој нов идиотизам. Ова беа сведоштвата и гледиштата за Македонија 25 години по независноста на Стојан Андов, Петар Гошев и Лјупчо Ѓоргиевски. Вам, почитувани, ви благодарам на довербата. Ве поканувам и понатаму да останете со 24 Вести телевизија. Довидување.